Не е тајна дека специјалното јавно обвинителство досега уживаше специјален третман кај судот и другите институции. Впечатокот во јавноста е дека за тимот на Катица Јанева важат други закони, особено кога бара мерки за обезбедување присуство, како на пример притвор. Во обид темата да не остане на впечаток, адвокатот Скопје се обиде да направи анализа и споредба. Како судиите постапуваат кон СЈО, а како кон редовното обвинителство. Но се соочи со проблем. Каков од сторијата на Александар Димитриевски. Александар Тумановски не е само адвокат. Како магистер на темата притвор, веќе четврта година е истражувач на примената на оваа најстрога мерка за обезбедување на присуство во Македонија. Колку притвори барале обвинителите? Колку им одобриле судиите? Дали биле издржани? Од податоците прави анализи кои завршуваат пред домашната и меѓународната јавност. Така и годинава поднел барање за пристап до информации од јавен карактер. Со таа разлика што сега побарал податоци и за новото, специјално обвинителство. Јас како истражител побарав од судот од Основен суд Скопје 1 како најголем и единствен кривичен суд во Македонија и кој што ги работи предметите како за организиран криминал, така и за специјалното јавно обвинителство. Ме интересираше за 2016 како последна бројка како судот има постапувано по однос на барањата за мерките притвор. На барањето за пристап до информација од јавен карактер судот одговорил навремено. Но содржината на одговорот кај Тумановски предизвикала сомнеж. Добив информации кои што за мене малце даваат една чудна димензија, бидејќи поднос на специјалното јавно обвинителство, знаеме сите, и јавноста следи колку барања за притвор има побарано, колку се прифатени и колку се одбиени. Поднос на специјалното јавно обвинителство добив информација дека судот де факто ги има прифатено сите мерки. Има побарано 23 барања за мерка определување на мерка притвор, од кој што судот ми одговори дека за 5 има промена од притвор во куќен притвор, а другите се со мерки за препазливост. Така да излегува дека статистиката на судот покажува дека биле доста ефикасни во поглед на барањето од страна на специјалното јавно обвинителство, што за мене е како човек кој што ја следи таа проблематика и кој што знае следејќи од медиумите информациите дека мислам дека само 3 или 4 притвори се прифатени по однос на специјалното јавно обвинителство. Дали е точно дека СЈО во 2016 година побарал 23 притвори и дека ниту еден не бил целосно одбиен? Или судот лаже? 360 степени направи двојна проверка на податоците. Тргнавме од архивата на интернет страницата на судот. Не трагавме долго, бидејќи уште кога Катица Јанева првпат побара притвор во случајот Титаник, не ја добила мерката по ниту едно од 8 барања. Само во еден случај, за Едмонд Темелко, судијата дал барем поблага мерка – редовно јавување пред суд. Што значи дека судот го лажел Тумановски, и тоа заверено со печат и подпис на поранешната ВД председателка Татјана Михајлова. Но, проверивме во специјалното јавно обвинителство. Нивната статистика даде насоки каде и колку лажал судот. Така точно е дека имало 23 барања за притвор. Ако ги сместиме во иста категорија и домашниот и затворскиот притвор, точно и дека во 5 случаи е одобрено барањето на Јанева. Она што судот практично го фалсификувал како податок е дека нема целосно одбиени притвори без при тоа да бидат определени полесни мерки. А такви случаи, според СЈО, ги има 10. Што значи дека речиси половина од притворите кои ги барала Јанева биле целосно одбиени без било какви полесни мерки.
Но и оваа статистика на СЈО е исходот на постапките само во прва инстанца, пред судија на претходна постапка. Голем дел од одобрените мерки потоа беа ублажени или поништени. За во моментот, ниту еден осомничен од СЈО да не е во притвор или куќен притвор. Ако институцијата која би требало да биде гарант за правдата за граѓаните во земјата си дозволила да лаже по барање за пристап до информации од јавен карактер, тогаш што ги спречува сите други државни институции да го прават истото? Одгатнувањето на оваа дилема ја почнавме со неколку прашања до надлежната државна комисија. Од Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер велат дека тоа не е во нивна надлежност. Законот ги ограничува само на проверка, дали е одговорено навремено и во соодветна форма. За податоците кои се содржани во информацијата одговара создавачот на тие информации, но не согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, туку согласно други закони и во други постапки. Од тука во законот не постојат прекршочни одредби за давање неточни податоци. Сања Божовиќ е магистер по административно право и работи во невладината Младински образовен форум. Организацијата годишно праќа и по 500 барања за пристап до информации од јавен карактер до десетици институции. Целта на самиот закон за слободен пристап до информација од јавен карактер е всушност да институциите да се транспарентни и отчетни, со тоа да се зголеми довербата помеѓу граѓаните и институциите и да се намали нели она јасна недоверба која што постои. Меѓутоа, во законот експлицитно не може да се најдат одредби со кои што комисијата го има надлежност да постапува во случај на неточни информации. Такви одредби кои им забрануваат на институциите да даваат погрешни информации, сепак постојат, но во друг закон. Тоа е една цела област која што обработува кривичниот законник, каде што предвидува повеќе дела кои што се против службената должност и всушност давањето на погрешни информации, односно лажни или невистините информации во оној случај кога ќе се докаже дека се невистините информации, може да се повлече кривична одговорност и соодветно по тие одредби да се постапува јавното обвинителство на Република Македонија. Токму јавното обвинителство е можеби еден од потенцијалните одговори зошто Тумановски не добил точни податоци. Бидејќи, освен за СЈО, прашал и колку притвори одобрил судот кога мерката ја барала обвинителството за организиран криминал. Статистиката вели, од 142 предлози, даден е затворски притвор во 124 случаи, куќен притвор во 13 случаи, а притворот е заменет со друга мерка во 5 предмети. Така да нема одбивање на мерките по барање од страна на обвинител за организиран криминал, што за мене дава да кажам дека станува збор за еден вид селективен пристап од страна на судиите, бидејќи тие се истите судии кои што решаваат и за специјалното јавно обвинителство, како и за обвинителство за организиран криминал. Адвокатот Тумановски веќе ја подготвува својата нова анализа за примената на мерката притвор во Македонија за 2016 година. За 2 недели ќе ги презентира податоците на меѓународна конференција. Прв пат, анализата веројатно ќе мора да има и нова графа. Реална примена на притворот и примена на притворот според судот. При изработката на сторијата 360 степени побара став и од судот. Прашањата ги поставивме минатиот петок и замоливме да ни одговорат до понеделникот што измина. Во тој рок не добивме одговор, но затоа веќе во вторникот адвокатот Александар Тумановски доби нови коригирани податоци од судот, сега со потпис и печат од новиот ВД председател Стојан Черибарев. Завчера и ние добивме одговор. На нашиот допис во кој го покренавме и прашањето за одговорност, ни кажаа дека, цитирам, увидено е дека станува збор за техничка грешка во една од бројките од одговорот за податоци кои се добиваат преку АКМИС системот, завршен цитат. Адвокатот Тумановски е вечерва во студиото на 360 степени. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов.
Што мислите, дали судот ќе ги коригираше бројките ако прашањето не беше јавно покренато? Па сметам дека тие бројки ќе останеа на првичниот дадени податоци од страна на судот, бидејќи првично и за мене како човек кој што истражува таа тема околу притворот, беа збунувачки првичните резултати, кои што дадоа едно видување дека судот целосно ги има прифатено сите барања за мерките за обезбедување на лицата во постапките кај што се појавува како барател на тие мерки. Судот се обидува целиот случај да го сведе на техничка грешка, обидувајќи се да каже дека не станува збор за човечки фактор, туку дека во прашање е грешка предизвикана, произлезена од така наречениот АКМИС систем, компјутерски систем за управување со судските предмети. Колку е уверливо за вас ова објаснување? Стрекна околност е што се направи пречистување на тие податоци, бидејќи сепак тие податоци беа општо познати и јавноста ги следи тие предмети кои што ги води специјалното јавно обвинителство пред овој суд. Добро е што не останаа на првичните податоци, бидејќи првичните податоци ќе дадоа една погрешна слика во јавноста и јавноста пак ќе беше тој што на крајот ќе требаше да суди по однос на податоците кои се точни, дали се точни овие податоци што ги даде судот првично, кои што сите знаеме дека не се така како што беа дадени. Излегуваше 1% од 100% прифатени барања за мерки заедно со притворот. И податоците кои што сите ги знаеме, нели ги имаме од страна на СЈО, дека од 26 предмети само 4 барања за притвор се прифатени, а сите други се одбиени. Верувате дека е техничка грешка? Па не, бидејќи се спомнува АКМИС, АКМИС е компјутерски програм. Сепак за да излезат тие податоци од тој АКМИС треба човечки фактор. Така да сметам дека судот не сака никого да покаже со прст за вина по однос на првите податоци дадени. И дека е најлесно да се сведе на грешка на компјутерскиот систем, кој што на крај сепак луѓе го хранат. Процентот е 0. Добро, сега откако податоците се коригирани и најверојатно одговараат на реалната состојба, што вели вашата анализа? Кога сумирано ќе погледнеме, како постапувал судот кон барањата за мерки за обезбедување кои што доаѓаат од СЈО, а како кон оние што доаѓаат од обвинителството за организиран криминал? Сите знаеме дека пред исти суд се водат постапките како за специјалното јавно обвинителство, така и за обвинителство за организиран криминал. За 2006 беше дадено барањето, да се види 2016 беше дадено барањето за да се види точните податоци. Се виде дека спрема јавното обвинителство за организиран криминал од 142 барања за мерки притвор, за 126 се определени, за 13 лица се определени куќни притвори. Значи тука станува збор за околу 80, над 80% прифатени барања за мерката притвор. Нема одбивателно. Значи И кога не е определен притвор, е определена друга алтернативна мерка. Да, или куќен. Потешко, значи од мерките на предпазливост, потешка мерка, а за разлика кај мерките за специјалното јавно обвинителство имаме 23 барања, од кои што 4 се определени притвори, а сите други се одбиени. Значи станува обратна ситуација, имаме 80% одбиени мерки притвор. Така да станува збор за сепак селективен пристап на судот, бидејќи еден судија, исти судија постапува и према специјалното јавно обвинителство и према обвинителство за организиран криминал. Вие, па и други луѓе кои што се занимаваат со оваа материја, констатирате опаѓање и на бројот на предмети иницирани од обвинителството за организиран криминал во изминатиот период. Можете да си го објасните ова како појава и феномен? Во 2014 година објавивме на публикација, фактички 2015 година во април објавивме на публикација, таа беше под покривителство на ОПСЕ, една правна анализа, значи, за примената на мерката притвор според Законот за кривична постапка од 2010 година, кој што почна да се применува, значи, од 31 ноември 2013 година. Во тој краток период имавме малку податоци со кои што можевме да излеземе во јавност,
што точно се случува со примената на притвор, бидејќи притвор сепак е кај нас една жешка тема, која што во сите извештаи, како на Стейт департментот и на еве последниот извештај на Прибе, се кажува како црна точка во правосудството, каде што треба да се коригира еден вид кај нас судството во поглед на мерката притвор. Таму професор Гордана Божаровска заедно со судијата Славица Андреевски и јас како адвокат Александар Тумановски ја направивме таа правна анализа. Имаше потреба таа правна анализа да се потхрани со податоци за поновиот период. Ние тогаш истакнавме дека го имаме достигнато врвот на мерката притвор, бидејќи во 2013 година на ниво на Република Македонија имаме околу 770 притвори. За разлика од претходните години кога притворот бил помал, за денес да имаме драстично опаѓање на мерката притвор. Некада мерката притвор таа опаѓа на бројка од 370 притвори за 2015 на ниво на Република Македонија. Ако се земе податокот дека во 2014 на ниво на Република Македонија сме имале околу горе-доле 50.000 сторители според извештајот на ЈОРМ за 2015. 2015 година имаме опаѓање на кривични дела околу 31.000, тоа се околу 20.000 сторители на кривични дела. Така да јас би кажал дека заклучок на ова е дека е во опаѓање криминалитетот во Македонија, дека На вистина го мислите тоа или помалку иронизирате со овој факт, бидејќи очигледно е дека периодот се совпаѓа со периодот кога почна објавувањето на прислушуваните разговори во Македонија, потоа се формира и СЈО. Дали навистина мислите дека е во опаѓање криминалитетот или станува збор за некаква друга коинциденција? Па ние сите осеќаме дека сигурноста е се помала во државата. Така да сигурно и ова тоа што го кажавте влијае на опаѓањето, али тоа дава на заклучок дека органите на прогонот не се вршат достојно самата работа. Дека не се детектираат или не се тие предмети не се ставаат во институциите за да може да се каже точно реалната бројка на притвори. Но не е проблемот во дали е опадната бројката на притвори. Проблемот е во колку барање од страна на јавното обвинителство се прифаќаат од страна на судот. Тука е борбата за да се намали тој процент. Значи, ако тогаш во 2013 ние имавме истакнато дека од страна на јавното обвинителство организиран криминал од 276 барања 99 беа прифатени. Значи, таа бројка на побарани и прифатени од страна на судот треба амблок да не биде така како што е, туку треба да биде намалена на помали проценти. Сакате да кажете дека прашањето не е во намалувањето на бројот на барање кои што стигнуваат од обвинителството за организиран криминал до судот, барања за определување на мерката притвор, туку дека проблем е што и понатаму колку и да е бројот на овие барања, тие речиси целосно се прифаќаат од судот. Кога се носеше новиот закон за кривична постапка, се зголеми прагот на толеранција во смисла да во решенијата кога се носи за мерката притвор да имаме повеќе работи ставено како елементи кои што се задолжителни, како докази и факти за основното сомнение, потоа секоја мерка да биде основот за мерката, да биде посебно елаборирана од страна на судот и зошто во крајен случај значи мора да стои во решението, зошто судијата кога не ја прифаќа некоја мерка мора да даде образложение зошто не одил со полесната мерка. Ако сето тоа го имаме во предвид, сепак процентот што кажува дека над 80% се прифаќаат барањата, еве и 90% од страна на редовното јавно обвинителство, за разлика од специјалното јавно обвинителство, сепак судот амблок прифаќа се што му е дадено од страна на тие обвинителства. Треба да се смени таа перцепција. Или, например, за поздравување, кога ние од страна на специјалното јавно обвинителство видовме дека со покани може да видат повикани лицата, а не да се носат нели како претходно со лисици, со полицајци, со армија на полицајци за да влијае едноставно и врз судиите кога носат одлуки по однос на мерките притвор. Да. Исто така и кога
слушнавме во некои предмети од страна на специјалното јавно обвинителство кога се нудат и докази по однос на основите, поготово на влијание на сведоци. Бидејќи порано во пракса тоа се нема случувано, значи секогаш кога се ставало во некое решение за мерката притвор, се претпоставувало дека во едно време би се влијаело на сведоци или би се уништиле доказите. Така да ова се некои промени кои што ние и јас како долгогодишен човек кој што го следи, ја следи оваа проблематика, би кажал дека за поздравување. Да. Кога сме кај прашањето за притворите, актуелен е случајот со Сеат Кочан. Во случајот Труст, знаеме дека беше определена мерка притвор, потврдена потоа и од апелација. Кочан е во бегство, очигледно, но се случи една интересна ситуација. Вие сте магистар по правни науки и тоа експерт во областа за притвор и за човекови права. Па ме интересира како го доживувате ова што како иницијатива доаѓа сега од јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски до Врховниот суд, како барање за заштита на законитоста, кое поедноставено значи барање за укинување на мерката притвор за Сеат Кочан. Јас како бранител првично би го поздравил тој гест од страна на Републичкиот јавен обвинител. Не знам, повеќе од 10 години сум адвокат кој што исто така се занимава на кривичната материја. До сега како адвокат поднос и како истражуваш за мерката притвор до сега немам сретнато. Републички јавен обвинител сигурно на иницијатива на одбраната да има прифатена таа иницијатива и да има дадено барање за заштита на законитоста пред Врховниот суд, кај што бара мерката притвор да биде укината. Да, многумина велат дека е преседан. Преседан во историјата на независна Македонија. Да. Но го поздравувам гестот и би сакал да кажам дека во иднина, ако ова не биде изолиран случај, бидејќи за мене ќе биде големо разочарување ако биде изолиран случај и ќе представува селективна правда. Сепак, нели, Македонија се соочува со тој проблем на селективна правда и ќе треба да се бориме во делот на реформите на правосудството, вакви случаи да не бидат изолирани, туку ова да биде пракса и за понатаму. Така да би кажал дека, од овде како почнеме кон тоа, бидејќи сепак станува збор за најтешката мерка, да јавен обвинител кој што сака или кој што дава барање за некој лице да биде ставено во притвор, да бара во исто време и укинување на притворот пред Врховниот суд, ќе покаже времето дали ова што го сметам е точно или сум сгрешил во своето размислување. Добро. Има помалку иронија во овој ваш одговор. Ви благодарам многу што вечера бевте дел од 360 степени. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите поврзани со ова последно барање од обвинителот Зврлевски. Благодарам уште еднаш. Исто благодарам.